Се снимат? И ова ќе оди дали се снима или не. Значи, една година, денес кад моме моли Бога. За импресиите и впечатоците малку подоцна. Прво, за идејата, брат, како почна, од кај се роди твоја идеја, баш за таа песна, баш со Филип за Канон, цело джерни објасни ми, цела приказна, па после од моја перспектива и ја ќе објасна како влево приказната или ти, небитно. Така. Прво, добре дојдов, или добре дојде. Добре дојдовме двајцата. Добре дојдовме двајцата. Прво да ги поздравиме Ресторан клуб Република, наши пријатели, наши другари кои ни излегува во пресред за направиме едно мини студио. Идејата секогаш влече некои корени, ако се слагаш со мене. Така идејата со моме моли Бога. Ова е една идеја која ми го обележа, ајде така кажам, детството. Ова е песна која ми ја кажа баба ми уште на рана возраст, 6-7 години, ете кога имав јас желба некоја музичка, така да кажеме, но поради околностите во иднина не продолжив во делот со музиката, продолжив со образованието, стигнав до земјоделски факултет и така натаму. Што се вика, сега сум можеби најдобар пејач во земјоделците. Така испаѓа. Сега самата идеја, кога дојде време да се реализира, беше толку спонтана и случајна, баш и нашиот пресред, нашата дружба и така натаму. Божите патишта се секогаш ние викаме случајни, но ништо кај Бога не е случајно, се било како што треба да биде. Почнавме, идејата да ја реализираме, сакавме прво со Јован Василевски, кој го поздравуваме. Јован е продуцентот во делот на аудиото, да. Со Филип Михајловски, нашиот пријател заеднички. И најдобар канончија во Македонија, јас му викам брати во Балкановци. Така е. Маестро Филип Михајловски. Филип сега ќе се приклучи. Да, тука и тој меѓу нас, но ќе се приклучи подоцна. Да, со Филип разговаравме доста на оваа тема, како ќе се реализира проектот, по кој тертип ќе оди, кој пат ќе го водиме. Исто Јован даде многу здрава, многу силна идеја. Прво не запозна еден заеднички пријател, Бојан Кузмановски, кој е исто така врхунски еден музичар на пијано, на сајзер. Така да, Боки ни беше таа врска меѓу мене и Јован. Кликнавме одма како продуцент, одма влеговме во студио, се сними една кратка импровизација баш денот кога се запознавме со Јован. Јас снимивме, ајде заминувам и тоа така не случајно дојде до идејата, ја те снимивме одреден материјал, па следно веќе беше моме моли Бога кој тоа како направи дополнителни промени за понатака како со Џиопато. Постави еден интересен аранжман, не чуен до тогаш на таа верзија на песна. Непланирано си го вклучивме и Филип, зашто и самиот инструмент неговиот го има тој ориентален стил кој ние сакавме да го доловиме. И канонот легна баш во таа песна, но и ти си сведок кога ја поставивме песната, сигурно ќе прикажеш и кадри од првите снимки. Да, ќе печат кадри како што се договориме, како што разговараме. Да. И имаме кадри и за уште 2 спота. Овој проект ќе прикажуваме и прикажани, и неприкажани, се што останало архива ќе извадиме. Но прво ни беше замислата, ако се сеќаваш да влеземе кај негово студио, да поставиме на постава и да се снимаме статично. Тоа е интересен момент. Да. Се упативме на кај тетово, кај Јован студио. Така. Се наместивме, сеќав на тоа едно платно како зелено, лаво, така нешто. Ја чував таа снимка, ќе прикажем и таа снимка, наместивме некој basic lightings и почнавме да снимив. Така. Ти со Филип, скола, од Тетово на кај Скопје, за во кафана, да не рекламираме сега, дедиме джигер, а јас сам во кола. Мора да се напомене овде дека идејата за овој спот е на Цветански. Не скромно. Нескромно ќе те пофалам сега ја од моја страна, зашто нас идејата ни беше да направиме некој парче музика, студио кавер, да, на песната, ама баш бевме меѓу двете патарини Тетово Скопје и ти ми се јави дај да седнеме во ресторан, заборавете го, да, ова не правиме нешто скроз ново и дојде ова. Сега што ќе го гледате, ќе гледате многу кадри кои остана архивирани, не влегоа во гледале селекција. Се го гледале, се спотисти, слушале цела песна
повеќе пати сигурно ти остава впечаток, да, и тоа беше моментот. Јас на кај Скопје и вие ја слуша песната, ја слуша идејата, така. И веќе визуализација имав пред глава, во глава, односно цела. И си вика, чекај, ова е моментот каде што Кико ќе направи една промена. Одскок, промена на естрадава, заедно со мојава идеја се надева и ја, пошто не тогаш почнав да работя како синематографер, да рече како видеограф, како идеја. Имав безброј идеи што сакав да ги реализира, уште има, баш со тебе ќе реализираме за тоа подосна. Така. И така се роди. Од кога седнавме в кафана, веќе муабетот беше друг и буквално овде може со сати да дискутираме. Сега. Така е. Добро. Тоа беше првично кога јавам во студио. Што падна договор кафана и како се одвиваше целата подготовка, да кажеме, за цел проект? Мора да се каже дека во кафаната бевме двајца песимисти и еден оптимист. Ти беше оптимистот, ние бевме песимистите. Зошто ќе прашаат песимисти? Не бевме ние песимисти за сценариото или како ќе се одвива или што. Туку захтевот за да се сними тој сценарио. Претежно финансискиот захтев. Значи, знаеме, секогаш проблем во делот, не само во музиката, него во сите индустрии е проблем. Износите, плаќањата, расходите и така натаму и така натаму. Особено кога и си на почеток на... Кога си на сам почеток. Ние бевме малтене на сами почетоци кога го работевме моли Бога. Сега, може да кажеме дека нашето конто беше нула до тој момент, од почетокот на тоа беше минус. Беше минус, минус. Со минус 100 го почнавме проектот. Интересно е каже се додава сите пари во кафаната. Сите се додава за да се доотвори. За да се доотвори приказната и ние да се опуштиме во муабетот и така. Апсолутно. Сега морам ова го напоменувам зошто со финансите. Не секогаш никогаш не е битен фактор финансијата. Секогаш треба прво да е љубовта, посветеноста, трудот, другарството ете кое го имаме ние. Ти ни излезе во голем пресред тогаш, идејата како што кажавме беше твоја, реализацијата беше твоја, ние бевме малтене како статисти и како изведувачи на тоа дело. Не, целото уметничко дело е ваше, тоа ме инспирира и мотивира. Тоа ми е вдахна идејата, вашето дело. Ама во делот на финанси сакам да ги охрабрам младите, што сега почнуваат и тие како што и ние некогаш сме почнале, да знаат дека никогаш финансијата не треба да ги води кон успехот. Точно, љубовта, посветеноста, трудот, ако ги нема тие 2-3 компоненти кои се клучни, есенцијални за да дојде до успех, џабе ги имаме финансите. Мора да оди и вербата, брат, да веруваш во тоа што го правиш, дека да го визуализираш во твојата глава дека ова ќе се оствари. Веќе да го видиш тоа пред да се оствари. Апсолутно. Претежно таа Божја волја, Божја промисла и нас ни помогна во овој проект. Зошто? Ако се сеќаваш во неколку моменти, ние сакавме се откажеме. Дали во одреден момент ти, дали во одреден момент ја, дали во одреден момент Филип, цело време ние одевме на тоа сега ќе се откажеме или после ќе се откажеме. Да, не можеме да најдеме дали костимографија, дали глумци, така е. Дали тие предметите што ги имавме мора да ги поздравиме и сите се напишани при самата песна, кога завршува самата песна, сите се напишани кои помогнаете. Не сакам да испуштам никој што ни помогна во тој момент, ќе ги објавиме уште еднаш кој ни и сигурно ќе ги објавиме долу во дескрипција на видеото. Во дескрипција на видеото. Значи, сакам да кажам дека без пријатели, без луѓе кои ние ги имавме во тие моменти, кои нескромно ни помогна. Да, ја препозна таа енергија и тој момент дека ова ќе е проект многу добар. И секој сакаше да учествува едноставно, да. И се случи тоа, така. Да, за откажувањето има интересен момент сега кога доаѓав намо в кола и викам на Клементина, она морам да го кажам, кога Кико и Филип, а ја ден претходно појдем во Бигорски за да ги снимаме сцените во куќа на Мијасите и во Маврово. Така е. Јас ден претходно појдем, вие кошулите тука се несе, ќе стигнат, нема да стигнат. Доста искушенија. Доста искушенија. И останав преночив таа вечер во Бигорски и утре дента требаше да нормално дојдите вие, па идиме, не идиме, ќе задосниме, веќе се сноќи, јас со светлата пред капија. Вие кажете ме, брат. Да. Дечки се пакува си ода, готово завршува овде проектов, не го снимаме. И па ајде, чекајте во куќа на Мијаци се нафна, ама сето тоа не беше со некоја тензија, све беше со смирен. Не беше со тензија. Тоа сакам да затоа и го кажав тој факт дека
на неколку пати на сите ни дојде преку глава. Зошто таа тензија, тој искушение, ама па голем залог зедовме за преголем и за залог без ресурси, тогаш. без да. Така. Ама таа верба што имавме претежно како се случуваше на некој природен пат, слава на Бога што стигнавме до тој момент што да, и пак ќе кажам дека по Божја промисла ние тргнавме од такво место, од такво светилиште како Бигорски, да. И морам да напоменам, тука сите кадри се снимани на локација во село Козица, Кичево, нели е првиот дел, клапа, првиот дел каде што мора да поздравиме и Бошко Станојовски кој луѓе ме прашува меѓу глумците и Раде Петрески, да. Раде Петрески и Бошко Станојовски се најпрофесионалните аматерски глумци. Да, и не се аматерски. Сега сме ме прашува луѓе кој глумецов брат дали Скопје, вика нашиот овде пријател на Кико и мој. И да, тоа беше интересен момент кога во куќата станавме, ја реков братучеди, како што вика. Така, завршува нешто. Овде завршува спотот, тоа е тоа. Да, така беше. Баш беше буквално така. Ама со Божја промисла, со Божја волја, така. Останавме и утре дента буквално и вечерта. Се беше како што планиравме веќе од другата ден. Исто ја поздравуваме Анастасија, глумицата, главната глумица може да се каже, и најмалиот, но најдобро изглумен член, тоа е Ангел Николевски, тој ми е внуче, тогаш колку имаше 5 години, 5-6 години имаше, а изглуме како еден професионалец, тоа што му се кажа го изглуме како што треба. Ние сме благодарни на сите, зашто самите бројки ја докажа таа подготвеност која ние сакавме. Околу глумците со Анастасија иначе уживав да снима, пошто имаше прејаки експресии и го доживуваше спотов. А околу бројките кога сме, ајде се едно такво прашање. Ти, брат, како си задоволен од organic views? Almost 100k на Instagram. Да. Значи тоа беше енормен супорт и постирам видеа константно. Фала Богу, затоа постирам, сакам некој видео да ми замени вирал. Да. Седам дома, рушам и викам на Клементина и сега го објавуваме видео воред 5000 гледаност. Седнав да руча. Го зема телефонов 15.000, вика иди во Инстаграм, што пред се губи, рефрешира 20.000. Да. И вика ова е првото видео што за македонски устови органик и 100.000 е вирал и вика ова ми е првото видео што ќе од вирал. Тогаш видов што е да замени видео вирал. Да. И огромен супорт, буквално, па и од цела естрада, типове Доро, и знаеш да. Мора да поздравиме фактот што многу музичари знаеме дека нема многу поддршка меѓу колегите, нема некоја колегијалност. Баш во тој проект видовме дека има колегијалност ако се направи добро дело. Секој добро парче, на секој добар проект, секој колега ќе те поддржи. Апсолутно. Затоа јас секогаш тргнувам од фактот кога нешто правиме, да го направиме да е добро, за да може и другите да не поддржат. Имаше многу колеги што ние лично не се познававме, но видоа што работиме ние, кој квалитет е, како го работиме тоа действие и не поддржаа безрезервно и не поддржаа без ние некому да му кажем. Исто за органик и за на YouTube. Поддршката, органик ричот. Се што се случи беше органик. Мора да кажеме, да, маркетингот како маркетинг е најбитен во денешно време. Најбитен, меѓутоа се истрошија сите ресурси во делот на логистика. Ама ние немавме ниту еден денар тргнато на страна за маркетинг, не мислејќи ние како ќе стигнеме до одредена сума на пари. И немавме, искрено немавме во тие моменти. Не сега да испадне дека ние се правиме некои жртви во тие, ама искрено немаме како беше. Немавме. Ситуацијата беше таква во тој момент. Дека немавме, ти имаш секој има одредена сума на пари. Апсолутно, немавме за тоа више за тоа веќе не беше планирани средства. Да, и на YouTube, реално на YouTube во денешно време 20k органик да стигнеш, а прво видео објавуваш, прво видео. На каналов прво видео ти е 20k органик е реално ја не можам да верувам. Ја мислев дека околу 2-3 илјади ќе биде органик на YouTube, а и за на Instagram не мислев дека 10-15 илјади. И ја лично бев изненаден. Да, дефинитивно. Јас сум втор план. Ти, како главен изведувач и артист на делово, заедно со Филип,
Филип, нема да го прашаме, пошто не е пред камера. Филип, да. Ама знаеме кој му се ставите. Филип потврдува на свете, зад камерите потврдува секако. И твоето очекување и да речам конечниот резултат како ги доживеа? Секој еден уметник, да кажеме дека музиката е во делот на уметностите, не занаете, не сакам да се наречам дека сум некој уметник или не знам што, се скалила кои се тешко достижни. Но како само ќе кажам занаетчија во делот на музиката. Занаетчија, да. Да, тргнавме да направиме кавер, како што кажа, да помине како што ќе помине, стигнавме до еден, ајде да кажеме, филм, буквално филм, и од сите овие кадри што ги имаме, што ќе ги изработиш ти како Цветански, како ДСК продукција. Да, како ДСК продукција тој проект настапи. Така, како ДСК прв и единствен може да се каже како една компресија на ДСК продукција, и тоа е останат што ние не можеме да најдеме сега некој достижен левел, достижно ниво за да го прекорачиме и да работиме на било што. Муабетов беше или одиме левел ап или ништо не дојде материјал за левел ап, инспирација и момент, нема да спуштиме левел. Нема да спушти. Затоа ДСК во моментов не работи на нови проекти, но тоа не значи дека во иднина нема да работи, а веќе работи. Имаме идеите, само да не шириме. Веќе ДСК работи на нови проекти. И на краткометражни филмови во укриеност на музика од кој Филип дел. Да, значи, како што кажав, сите нешто планираме, како ќе се одвива, сите имаме некои цели. Ама никогаш не мислев дека Моме моли Бога на прво објавување ќе стигне на такви бројки, дека ќе стигне на толку популарност, и таа популарност нема да биде вештачка. Моме моли Бога се прифати од публиката. Тоа е многу битен фактор во делот на музиката. Дали тебе ќе те прифати самата публика. Ако не те прифати публиката, ти може да си и преквалитетен, и прелош и предобар. Ако немаш прифаќање од публиката, џабе се во нема за кого да работиш, да. Вака, пак ќе кажам сработивме, добро го сработивме тој проект, и тој проект дојде до резултати. После тој проект мора да признаеш и ти, мора да признам и ја, мора да призна и Филип, и Јован, и сите што бевме вклучени, дека после тој проект не беше ништо исто. Појде по некоја нагорна природна линија. Мора да се помине дека по нагорна природна линија, и гледаме сега, во овие моменти да не се брза со материјали, да не се извади нешто колку само да се извади, туку да се изработи нешто старо. Тоа е поентата, и баш и јас со тебе зборував. Сега вика брата, баш и овжан да реча, народна фолклорна музика, етно, фолк, како и да го наречиме, како и да е професионално, јас не сум музичар. Муабетов беше дека и тука треба да се крене левел. Пошто веќе сега се други времиња и други ситуации, каде што сакаме да го задржиме левелов, сакаме да наметнеме еден друг стандард и левел, мора целокупно да е аудио, визуелен запис, да изгледа на еден друг левел, не до највеќе до сега познат. Пошто, нема да одиме напред, често и ваши колеги, од ваш жарн, ваша категорија од други, излага на интернет како ни земаат Срби или не знам кој веќе пазар ви земаат. Вас, мене, ни земаат тука пазар, во ред музиката не познава граници, но ние мора да дадеме и 200% за да го крениме левелов, па и ние да земеме пазар таму, така? Да. Иначе не може со нешто испод стандард да очекуваме нешто да добиеме над стандард. Апсолутно се слагам со тоа. Види, многу во последно време не е наметнато тоа, туку самата странска пропаганда што се случува претежно во Македонија и генерално на Балканот, не е таа српска музика, таа е балканска, странска, европска, америчка или било која, да, во право си за тоа. Музиката нема граници и ништо друго не треба да има граници. Значи, границите се поставени политички, туку секој треба да си го почитува своето, секако и туѓото. Значи, секој треба прво да почне од дома. Ако еден човек не си ја почитува куќата, сигурно нема да ја почитува повеќе куќата на комшијата. Апсолутно. Сега, зошто кај нас е низок стандардот, дали во економијата, дали во музиката, дали во било која категорија,
е тоа што ние секогаш претендираме некои нови трендови, некои модернизации, без ние да си го испочитуваме онај корен. Еве сега, сведок беше и ти, по втор пат направивме концерт во Кичево, чување на традицијата и негување на културното наследство, кое ја го отпочнав уште во 2023 година, пак со помош на пријатели на другари, значи без финансиска помош, хуманитарци. И овај пат се наполни домот до последно место, апсолутно. Овај пат го продадовме домот и сите средства ќе бидат донирани за хуманитарни цели на социјално ранливи категории или семејства во соработка со Црвен крст. Значи за нас тоа е институција која во секој случај ќе стои за тука да нема некоја одредена злоупотреба на средствата. Мора да се работи, Ако не се работи, нема да има резултат. Да, тие во Србија или во Хрватска или во Босна или каде и да е, сега не сакам некој од комшиите, од државите да мисли дека ние сме против некого, не. Секој патриот си го почитува своето и го почитува тоа што... И јас не сум против апсолутно, лично, моје видување, сега еве може има некоја професионална мана ми е тоа, кога гледам некоја парче музика, дополнително, односно голем дел од фокусов го става на визуализацијава на тоа како спот што е изработен. Така. И може да кажа дека не да им позавидува, него секоја чест. Ама зошто е тоа така? Во односот на музиката, не сум професионалист. Еве моме моли Бога. Кажав ми на самиот почеток. Ние почнавме со минус финанси. Ето види, моме моли Бога, ако правиме муабет технички, како е снимен, тогаш имав апарат, камера, што е далеко послабо од тоа што имам сега. Имав еден објектив единствен. Сега технички за тие што ќе слушаат, што се видеографи, ќе разберат многу подобро. Имав еден прайм објектив 35 мм. Сега, да ги доловиш сите кадри со тој објектив, буквално е невозможно. Од друга страна, и со лајтинг бев ограничен. А моје мото е lighting is everything. Дали знаеш, извини ќе те прекинам тука, дали ти текнува на моментот Филип која се качуваше за да го направи ринг лајтот од Филип кој ќе нам јаците на кровот буквално. На кровот, да, за да го доловиме буквално на кровот, а од другата страна по удолницата се спуштаат монаси. Да, мојот духовник. И вика, абе бате, видов се качувавте на куќа. Све беше импровизирано, све беше... Да, па се качувавме на куќа, пошто ја тоа што го има во главата како слика, или ќе го реализирав 100%, или спотов не излагаш. Баш може сега... Сега ќе оди тој кадар, ќе оди тој кадар. Од Анастасија и мојот, што и твојот, апсолутно, од Анастасија има 2 кадри. Тука пробувавме да доловиме фейк или како да е лажно сонце. Така е. Со зраси, го доловивме некако. И да, бев многу ограничен и технички со опрема. Бев со апарат што нема 60 FPS на 4K. Бев приморан да снима на HD 120 FPS за да направам slow motion. Така. Што сега го има еден обичен телефон да речем. Да, slow motion movements. И за тоа дополнително ми отежна дополнително светло и се натаму за да во постпродукција сето тоа го испеглам да не се познава ништо во однос на квалитетот на самото видео. Кога би го имал денешниот апарат, би било многу поинакви објективи и сето тоа што имам. Било полесно во најмала рака. И полесно и уште по филмски, но фала му на Бога и со тоа имав идеја и се ми одеше добро, буквално многу ретко преснимувавме кадри. Да, немаше некои тортури сега глумците да седат по 15-20 сати на снимање. Додуша ете останувавме ние поради некои финеси, ама во затворен простор. Во затворен простор. Еве и денес може да се знае 1 декември, ладно време, ние снимавме кадри надвор. Знаеш како поминавме во Свети Никола, во Свети Никола измрзнавме буквално. Замрзнавме, а тука пак имавме... А ти по таа кошулата... Да, кај што ние не можевме да се облечеме... Палто или што иде. Да, не смеш да го изгужваш костимот. Да. Анастасија... Па канонот ќе замрзне, не замрзнува. Канонот како природен
дрвен, вајда од дрво, да. Филип вика браќе замрзува. И не, ама проблем имавме со тоа што имаш проблем со таков инструмент. Од друга страна ни се погоди ќе прикажиме тој кадар секоја чест за Анастасија како год глуми тоа со солзата и со капнувањето на дожд. Се деси еден момент кај што сонце пукаше. Да. А ние треба да истенираме облаци, требаше облаци и дожд, така. Никако не можеме да го изведиме тоа со облаци, веќе премногу работа во постпродукција, времето беше тесно за да се извади. Да. Оти муабетот беше да не ја ваѓаме песнава за 2 години сега, побрзо. Па и ние како беше кадрите ни беа ним за месец дена го средивме нешто. Па со се планирање на сценарио и вртење на капата. Не, почнавме од ајде да кажам, крајот на октомври месец, завршивме 1 декември, заклучно се. И самата промоција нас ни беше неплански. Ајде, сакаме да ја правиме некако промоцијата, да собереме другари пријатели, па пак финансиски ние бевме слави, па ајде со помош од родители, од пријатели, од роднини, некако стигнавме да ја направиме во Домот на култура. Благодарност огромна и до Домот на култура мора, до директорот Мазлам, како актуелен директор што ни овозможи и што ни го даде бесплатно самиот простор. Па исто, да, и благодарност до Томче, до Атва, до Зоки Змијата. Зоки Змија, да, Томче даде дел спонзорства да се покрие ледот и лајтингот и се, па се намести пијано, па се намести внатре добри Лука Лазаревски, да го поздравиме, тука не беше тоа беше специјален гост. И јас лично во Кичево не сум присуствувал на некоја промоција. Па еве до ден денес е година. Ја мислев дека тогаш ние ќе поставиме некој стандард и ќе кај што такво добро уметничко дело ќе се испромовира било каде, Кичево, Скопје, Куманово, не сакаме никого ние да го потцениме, него се навраќаме сега на тој муабетот што го правивме пред. Зошто тие другите, а не ние? Па тоа е сега. Не работиме, се чека многу. Се плашиме, нема страх. Објективно не е никој знае колку инвестиција. Па и нека е, зашто работиме на крајот од труштата, тоа е ако не вложиш не можеш да добиеш. Да, значи да ги оставиме оние ситуации, да гледаме само колку сме заработиле, колку од свирка сме зеле пари, на што сме ги вложиле. Оти овде веќе се остава трајно дело. Тоа е, сега ми го зеде зборот, сакав да кажам дека ние мора да оставиме нешто за идните поколенија, да дадеме некој правец како што нас ни далете на назад пеачите, да не ги спомнуваме, да не испадне некој да заборавиме, ама некој доајени на македонската музика и секако ако ние не си ја почитуваме, ако ние не си ја слушаме нашата музика, ако не вложуваме во нашата музика, не може утре да наплатиме од таа музика и не може да живееме од таа музика. Значи секогаш ќе живееме на трендингот на некои други генерации, на некои други пропаганди, на некој. Искрено не сакам да навлегувам, не сакам да се правиме и паметни многу на оваа тема, сакам само да дадам до значење, мора да си ја почитуваме државата, мора да си почитуваме музиката, мора да си почитуваме културата, да го негуваме она што е наше. Почитувај се што е од страна. Зема идеи. Ете, ние сме зеле идеи сигурно од некои други проекти, од странски артисти. Моеве кадри и моеве не сценографија, пошто тоа беше 100% моје дело. 100% твоје, апсолутно. Да, меѓутоа и јас учев како да ги снимам тие кадри од мои колеги од дечки од страна. Технички аспект, во најмала рака, техничкиот аспект. Да. Да нема нешто што изоставивме во однос на моме моли Бога во теков на снимањево, што го имавме како челендж, ти студиски и ние ја оделот па и заедно на видеото студиски може да каже дека песнава се направи за кавер и после кога излезе цело видео муабетот беше Јован до среди нешто, ова излезе многу јако да го мечниме, да направиме синк. Значи не беше вака замислено, не беше така замислено во никој случај. Многу додававме идеи, многу отстранивме други идеи, многу кадри не искористивме, стварно многу добри кадри. Пола кадри. Исто, тука да не заборавиме, во тие снегови, во тоа ламно време мора да ја поздравиме Мартина. Да, шминкерка. Беше шминкерка и многу ни помогна. И во делот на да биде крвта поприродна, Бошко да биде вистина како
како Димитрија, да кажеме, Димитрија, да. како мртов. Сега ајде да не бидеме толку ригорозни во зборовите, ама ќе ги видите тие кадри, ќе ви прикажеме овие работи, ќе ви прикажеме преку кадријата кога го креваше ти дронот, па во какви услови се креваше дронот, не можеше нели ради дрвата. Да, ќе има и засцена апсолутно. Да, сега тоа што ние го направивме не може да се каже ни дека нешто повеќе ни дека нешто помалце, можеше во тој момент да се направи. А секогаш на секое дело може да се направи подобро во некои други услови. Еве сега кога би го правеле ние, во овој момент кога би го правеле ние имаме и повеќе 5 пати подобро од сега. Да, ама нема да има истата душа, нема да има истата идеја како што сме имале во тој момент. Зошто тогаш жарот горел. А сега би било се нешто на технички план добро, на музички, на видео план, ама сега жарче се подкрева затоа загорува жарче на други теми. На други теми, на други проекти. И сесија во свое време. Ете, може да кажеме само дека нема да застанеме овде, дека имаме доста проекти за реализирање, да ги охрабриме сите, претежно младите артисти да работат, да снимаат, не само во делот на аудио, туку да снимаат и видеоматеријал. Еве, јас можам да кажам во делот на музиката, доколку ние не снимаме, доколку и снимаме нешто што е преаматерски, ако се фокусираме само да се сними, колку да се сними, некако не оставаме некој белег за уиднина. Ни пропаднаа доста фестивали, претежно народната музика, гледам дека пропаѓаат, се уништуваат, уствари, фестивалите и за народна и за забавна музика во Македонија, што беше, ајде, како да кажам, еден извор на нови млади артисти. Телевизиите се преполни со лоша содржина, малтене да немаме простор ние на телевизиите, има некои 2-3 емисии кои ја ги поддржувам и често гостувам, да, и ги гледаме дома. Еве, јас извини што те прекинувам како млад дечко, не е дека телевизија многу ретко гледам, скоро никогаш, ама настапуваш ти, други мои пријатели што се музичари. Ради тоа. Одам кај моите нагости, кај баба ми, кај дедо ми, кај мајка ми, кај татко ми, кај мајка и на мојата сопруга, и се гледат тие канали и буквално уживаме. Да, ма е премала, сака да кажа, премала е содржината, значи народот, еве сега почнуваат предновогодишните забави, ќе ги видиме кафеаните полни, ќе слушнеме многу музика, дали добра или лоша, тука е веќе дискутабилно, ама мора да го внимаваме оној момент како што кажав. Барем повеќе од пола од вечерта да се пее македонска музика. Пак кажам, музиката нема граници и сите тие уметности немаат граници, не треба да има, не треба да се поставуваат некои бариери во тие уметности, но мора да се фокусираме на ново во делот на нашето. Нашето е македонското. Затоа апелирам и до телевизиите и до уредниците, не знам, до државата да се апелира, ако стигне некој слух, не, најнапред да се има уметниците, пошто најповеќе до артисти. Јас кога сум пееш, јас го земам микрофонов и пеам. Да. Ама не има тезга, има пазар, нема, ама тоа го сака публиката. Каков стил ќе изградиш, тоа ќе го сака публиката. Така. Еве можам да кажам ја дека 90% нашите настапи, јас како Христијан Трајановски, мојата група Етнум, мора да се испрезентираме новата група, што многу ќе се слуша за нив. Овде на ова видео немаме спонзори, некој да пропуштиме, или ова ќе оди на нашите профили, апсолутно. И на крајот од денот социјалните мрежи се наменети за промоција и апсолутно, еве директно јас не треба да се пазиме, да не си го испромовираме во следно видео, моја следна песна, затоа го правиме видео уствари за промоција. Апсолутно. Ова е промоција прво на тоа што си го сработивме ние, секако и дечките од Етнум цело време се со нас, зашто и да ни треба. Значи, Етнум е група за која ќе се служа многу понавака, значи стварно многу. Имаме многу проекти што ни се на чекање, така да кажам. Се работи за едни сериозни музичари, безпрекорни деца. Значи, безпрекорни и во делот како луѓе, и во делот како музичари.
Цело време се со мене, цело време разменуваме идеи, цело време зборуваме за македонската музика и сите имаме иста идеја, иста цел. Тоа е да имавме прилика да слушнеме во домот. Има, да. И беше перфектно. Така. Имаше жарет кај дечкиве, се гледа кога го свират самиот инструмент со колку жар и љубов. Така е. Огромна љубов и како што кажав, многу идеја од нивна страна, многу помош ми даваат во делот на музиката, разменуваме многу различни идеи, склопуваме некои целини што и да не избегаме од изворот, од изворната музика, од народната музика, а и да дадеме некој акцент на нешто што е наше. Етнум, како што кажав, запамтете го името, многу ќе слушате за Етнум, преквалитетни се дечките и не чекаат доста проекти понавака. И еве можам да кажам, тука се задржавме на таа тема, веќе ние година-две пробуваме дури во кафеаните да ја претежно во куќа на мјаците каде што настапуваме, сакам и Сладјан да го поздравам, зашто Сладјан е и еден од ајде како да кажам луѓето што најмногу ни даде поддршка во моментот со Моме моли Бога, ако се сеќаваш. Апсолутно. Седнавме со него, брат, вака и вака. Останаа дечките со нас до крај, размонтиравме внатре, значи буквално ја претворивме куќата во студио. Да. А сега други гости имаше, мора да го поздравиме Сладјан. Сладјан е наше дете, кичевче. А мој другар од многу одавно уште на вокална, кога одевме. И мој, да. Иначе тој беше игрорец, добар игрорец, но пред се добар човек е Сладјан. Да. Ние соработуваме после Моме моли Бога некако во куќата сме нонстоп. Во куќата сме нонстоп во куќа на мјаците, малте не на секоја забава ќе не видиш настана. Пак како што кажа, природно Божите патишта не однесува. Така тргна работата, да, па муабетов беше од кога се деси Моме моли Бога и од кога излезе тој спот, муабетов беше и јас седев на маса, како беше со Филип. Сладјам викат, брат, дајте бе за Божик или како беше некој таков момент. Па тогаш да пробаме 2-3 пати како ќе биде. Да. И еве до ден денеска еве остануваме таму, цело време сме таму и баш тоа сакам да напоменам. Ние гостуваме во многу ресторани, кафеани и така натаму, на многу приватни забави. Но во куќата на мјаците секогаш преферираме и претендираме да биде стрикно македонска музика. Значи, можам да кажам дека и 100% од времето ние свириме македонска музика. Што ја го поздравам тој факт, и еве никој до сега ни се нема пожалено на тоа, па и во другите кафеани, и во другите, да не ги споменувам сите, тие знаат кој се кај сме гостувале, секаде ние сме пробувале што е можно помалку да одсвириме странска музика. Не сакам сега да генерирам дека балканска или не знам странска музика ќе кажем. Значи секогаш ние гледаме да биде македонска музика, освен во некој забавен дел на свадбите. Ние имаме еден забавен дел каде што тој и некоја јуќе се испее поради постара генерација и така натаму. Па немаме ние таков репертоар, имаме доста поинтересен, иновативен, ама во секој случај ние секогаш гледаме да биде нештото со македонски. А иначе не сакам да кажам дека тоа е националисти. Ќе го пуштиме тука долу горе да тече тој интересниот дел со Филип. Така. На забавните. Пак е тука ориентален стил. Пак ориентален стил. Да. Ама во жарни на хаус, на електронски. Па така е електронска музика. Електронска музика, моја органски омилена, од тука јас потекнав. Да, ма и ти работеше во делот на музика. Најпрва музика. Јас кинисав во уметноста со музика. Диджеинг и продукција. Продуцирав, имам свој 5-7 траки, никогаш немав храброст да ги извадам, слушајќи ги моите идоли, тогаш нема идоли, еден е идол. Моите репери во делот на музиката, да. И така од тука стехнав до негде слух и кога работам некое видео или што и да, и многу ми е лесно да го монтирам. Сега, например, еве, имам практиканти дечки што работат кај мене и им кажам, мора да е во такт, мора да е во ритам. Да. И тоа ми е многу лесно да го исхендлам. Сега во тој дел, сега ти ќе ми видиш мене како гостин, ја ќе ти поставам прашање. Ќе избегаме малку од темата на Моме моли Бога. Организиравте многу добар настан, ако се сеќавам, можеби повеќе од 10 години помина, во Китиното кале во Кичево. Нема 10 години, има 7-8
не сум сигурен. Ајде, нека е тај околна некоја бројка, да. Да, 7-8 години. Како беше името само Shift Festival, промена. Јас и мојот другар Бојан Бокица. Така. И тука беше и Шабиот и види, тоа ми беше на желба. Во Кичево да створам европски фестивал. Кичево да стане препознатливо по тоа. И тогаш да те потсетам, да се надоврзам на нештото, тогаш ја имавме соработка што тогаш. Имавме соработка, да, знам. Соработка што тогаш. Секогаш сме биле, ајде и ја и ти и сите ние наши другари што не обкружуваат, сме биле барем во Кичево, барем во нашиот роден град. Јас сум од Тетово, ствари по потекло, ама потекнувам со корени од Кичево. Секако дека сум кичевчанец, ама да, имам и линија од Тетово. Сакавме во Кичево да окултивизираме самиот народ. И еве апел и до градоначалникот. Сега се дојде и до некои промени, сега не сакам да кажам ни добри ни лоши некого да навредиме, значи гледаме овде да е содржината ненавредлива кон никого. Еден апел до општината, до институциите, да се помага на артисти, на луѓе кои сакаат да креираат, без разлика во кој дел се работи. Дали е тоа музиката, дали е во видеото. Значи, никого не кажуваме дека некој помагал повеќе или помалку, него еве од денов денес, од 1 декември да речеме, 31, како и да се почне со работа. Своевремено тогаш за тој настан што го креиравме и имаше преку 800 продадени карти, 500-600 гратиси на спонзори на така натаму. Значи тоа е сериозна бројка. Тоа беше огромна сериозна бројка. За Кичево збориме се. Тоа можеби да е за поголемите градови некоја. За Кичево е сериозна бројка, имаше 1300-400 посетители на самиот настан. Тогаш моментално донесовме најдобар тех хаус артист во светот. Така. И најдобриот ентертејмент во Македонија. Буквално. Сега целокупно цел настан кошташе премногу, општината скоро немаше ни 5-3% имаше од целата сума, така. но имам врска сето тоа натаму да не продомотшувам приказната, тоа искуство јас што го стекнував таму точно из годините ме донесе до тука. Така. Тоа е целиот драйв, тоа е целата приказна, дека тука научив многу за музика, за уметност, организација на настани. Да, сега е битно се напомените. Како јас сум почнал, ме прашува многу луѓе. Како ти почна да снимаш, да сликаш и да едитираш и така натаму. Своевремено, кога бев тинеџер и бев диџеј, секогаш сакав да правам уникатни постови и видео најави за моите настапи. Така. Да плаќав некој, не можев. Така, реков, чекај, ја ќе научам Premiere Pro, ќе научам нешто Photoshop, и да правам постери за себе и видеа. Така почнав да едитирам и да работам и на секој мој настан го правев тоа, и на секој ивент што го организираваме го правев тоа. Јас едитирав видеа, постери и така ги научив софтверите и така почнам да се твоево. Вујко ми кој го поздравувам во овој момент, во една прилика, ја пак бев доста помлад од сега, и баш во ова кој ќе ми го сработи ова, па вика ќе се научиш сам, па како, па маката вика ќе те научи. Како ќе те, па вика замисли сега цел живот овие некои палеле оган со камчиња, со искра и некој од мака направил упалјач. Па истата ситуација кај тебе. Па дури и ја постерите во моментов се што и работам, за да не ти одавам сега тебе. Ајде даре сега ти при 1000 проекти мене да ми правиш некој препрост постер, ајде да речеме, за некое настапување. Ти ме научи како да ги користам алатките и да направиме барем малку од малку нешто да личи. Некако што тоа ти би го направил. И секогаш да одберете, секогаш да бирате луѓе што се професионалци во нивната страна. Да, види, јас секој му сака да помага и еви денеска во мојот канал поставив кој ви е омилен кадар или сцена моме моли Бога. Еве и тебе те прашувам, да и Филип ќе прашуваме пошто дојде. Кој му е не му омилен кадар, кој ти е тебе омилен кадар? И да се осврнеме малце на тоа. Моме моли Бога, ете, кога бираме кадри, тие се, ајде, од неколкуте клапи на снимања, ако се 5, тоа исто кога прашаш некој родител од тие 5 деца кои ти омилено, да, ама имаше интересен момент каде што
нас не знам не дали не беше планиран тој кадар ја да дзирнам како ја во случајот на моме моли Бога бев врската меѓу жената на Димитрија, тој што го зеде писмото, што го донесе за да објасниме малку и делот на сценарио. Ја како што погледнав низ прозорот, удри ринглајтот што ги имаше поставено, Филип мора да кажеме, Филип стави уште еднаш ќе напоменеме делот каде што излезе надвор на да гази на джерамидите и тој кадар баш и го ставив на групата, ќе го ставим сега овде вака ќе го ставиме и ќе го ставиме постеров, тој беше кавер за промоцијата. На промоцијата. Мисля дека и кавер на самиот на самата песна, на самиот самиот YouTube, да. Да, така е. Види. А тој не беше планиран кадар. Не беше планиран. Тој беше рандом. Тој беше екстра во додавање на кадри го додадовме, ајде да го имаме, па а мене најкриво ми е што не го снимивме оној дел што од го заврши све и седнав дома и го намонтирав, ми текна кај што ја земаш крвта. Не? Да. Земаш крвта. Тука сакав да се пресретниш со некој од побратимите од Димитрија. Да. Само да ја земиш крвта и да ти рече го убија Димитрија. Да. Ти цело време да му потенцираш. И тоа ми остана. Не ти да ја земиш крвта или ајде како да ја земиш крвта, меѓутоа друг со пушка на рамо или двајца, тројца, неговата шета се движат на кај дома. И така ти дознаваш уствари за како го убија Димитрија, одиш во твојата кансарија, ти си своевремено во тоа време ко предводник некој организација. Да. Па доставуваш писмо до неговата сопруга, од све криво ми е што немаше уште еден Димитрија. А сакав да ти спратиме на тој кадар. Ама тој требаше Димитрија. Само тоа да го речи, губија Димитрија, мене сега ми сежи кожава. Да. И тоа ќе беше решение, малку да има тука канонот како викате Таксим. Ја викам да оставиме ако се работи на краткометражен филм. Да го додадиме тој момент. Да оставиме може би сега да не многу само еден дел кај што го убија Димитрија, имаш уште повеќе имам идеи. Да, ќе видите многу неискористени, а и нема да видите многу неискористени. Па нема некој во случај ако се работи на тој филм, што ете во овие моменти малку ни остана како втор проект од проектите што ни се примарни. Да. Тука и секако ние веќе привршуваме и со нашиот разговор да биде интересен овој да, и пошто Филип дојде, а и гледам го донесе канонот. Че тој не сака многу пред камера и тие работи. Да. Че не мора да зборува. Тој е професионалец само за со прсти, не за со зборување. Така, неговиот инструмент многу ќе каже, многу повеќе од ние што и кажавме овие. Да. Колку минути да разговараме, да. Тоа што ќе го отсвири ќе нека се напие на пијачка, нека се опушти, пошто овде не сме официјални, све е искулирано. Ова е во еден домашен амбиент, пак ќе кажам, пак ќе ги поздравиме ресторан клуб Република кој ни излегува во Престрет, ова вака да изгледа, ова е кај нив, ова не е во никое студио, ова е во еден ресторан во Кичево. Ние го модифициравме да изгледа вака и благодариме на газдите, на цел персонал што ни излегува во Престрет, што ни испочитуваа со ова. И сега Филип ќе ни испочитува, брат, со некој тон од канонов? Сигурно. Се не е малку околу напиено месец дена може. Да, добро би било една чашка квалитетна винце, квалитетна ракија, само да не се и тоа мора да кажеме да не се љубител, а Филип ќе ме погоди. Така. Тоа е тоа. Мене ми беше драго што гостував и што ми гостуваше, што си бевме на муабет, Ние си бевме сега на муабет, само камерава снимаше. Да. Толку малку сега наместивме повеќе светло ова, ама јас су волен по тоа да изгледа све синематик, све да е и со good lighting, тоа така и треба да биде. Така и треба да биде. Тоа ме драйват. Сега кој ќе путе до мене, кој ќе гледа снимкава и ако нешто не е окей, нема да ми ќе да објавиме, ќе преснимиме, да знаеш. Ќе работиме на многу работи, така да ќе имаме и многу што да ваѓаме, и многу што да снимаме во иднина. Како што кажав, еве уште еднаш промоција, Христијан Трајановски и група Етно многу ќе слушате за нас. Многу ќе работиме во иднина, секако ДСК продукција е тука.
ние сите кои ја направивме ДСК продукција ќе продолжиме со уште посилно темпо. Зима вас следи доста снимање, мисля дека. Да. Па и може и ќе се извадим нешто, да не откриваме што пикантерија, ама ќе нешто пута 10 моли Бога. Ќе гледаме да го задржиме. Ама ја веќе ги има по глава сцениве и да. Ќе гледаме да го задржиме, а во секој случај да биде и подобро во најмал рак. Тешко колку не се зборувало, е многу ја гасиме сега камера, дојде маестро Филип. Да, сега може ти да станеш слободно. Да, ќе изгасиме камерата, ќе направиме кат, ќе направиме кат, и ќе се вратите ти и Филип. Моме моли Бога, мамо, моме моли Бога. Роса за роси, мамо, вардар, да дотече. Роси, мамо, вардар, да дотече. Роса ми зароси, мамо, роса ми зароси. Вардар ми дотече, мамо, матен, па и крва. Вардар ми дотече, мамо, матен, па и крва. Ова со мене е маестро Филип Михајловски. Ќе ви каже збор 2 и од него и така ќе го привршиме ова наше дело. Здрави од мене, задоволството е моје што имам чест да сум дел од овој подкаст. Очекувајте во иднина многу нови проекти, многу соработка со Кристијан Трајновски и група Етном. Така да очекувајте, како што кажав, за скоро ќе има нови преработки на песни, нови проекти. Очекувајте нешто доста интересно од нас и група Етном. Така е. Многу музика, многу добра и квалитетна музика имав напоменато ја во еден претходен момент заедно со Цветански, кој сега е зад камерите. Ги сменивме улогите со Филип и со него. Бидете тука, гледајте, следете не, поддржувајте не, зашто ние работиме за доброто на Македонија, за доброто на сите нас. Филип ви кажа се што требаше да знаете. Очекувајте многу музика со мене и со група Етном. Фала ти тебе уште еднаш.